значи да се биде жена во здравствениот систем во Македонија? Обично кога се зборува за женски прашања, сметаме дека тоа се прашања кои што се адресираат кај гинеколози или евентуално кај онколози кои што се занимаваат со канцер на дојка. Меѓутоа тоа не се најголемите предизвици со кои што се соочува жената во Македонија. Кардиоваскуларните болести всушност се многу поизразени и многу чести кај женската популација во Македонија. За тоа ќе говориме во продолжение со доцент доктор Сања Саздовска, државна советничка во Министерството за здравство. Ќе ви откриеме што значи вистинска превенција и грижа за женското здравје, меѓутоа и која е идејата и која е визијата практично на здравствените институции во Македонија да се доближат превентивните прегледи и кај жените од помалите места, односно во руралните средини. За сите овие прашања ќе позборуваме во продолжение, меѓутоа и ќе се обидаме да ја расчленуваме смислата на онаа реченица дека жената која што се грижи за сопственото здравје, впрочем се грижи за целото свое семејство. Сања, ти благодарам многу што ја прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој избор. Секогаш ми е многу чест и задоволство да те угостам во моите емисии, затоа што знам дека имаме многу продуктивен разговор кој што испраќа важни и силни пораки пред се јасни. Публика денешна, претпоставам, повеќе ќе ни бидат жени, меѓутоа и мажите се секогаш добродојдени како сојузници или кога се во прашање теми поврзани за женското здравје. И сега како воведно прашање ја би ти го поставила ова, ама можеби е преопшто, ќе ми помогнеш да се фокусираме. Колку твојот впечаток како експерт кој што долго време работиш во областа на здравството, особено си специализирана за женското здравје, чувствуваш, имаш импресија или твој впечаток колку се важни и колку се имплементираат овие женски прашања во креирање на политики кои што се поврзани со женското здравје и на што се насочени? Кои се моментално главните предизвици со кои што се соочуваат жените во поглед на пристапот до здравствени услуги? Ти благодарам, Магдалена, на поканата. Чест и задоволство ми е да присуствувам и да бидам дел и гостин на твоите емисии, затоа што многу ретко се зборува на оваа тема, а затоа и всушност секогаш го прифаќам предизвикот кога е препознаена оваа тема женско здравје и женски права. Посебно во нашата земја, во Македонија, како јавно-здравствен експерт можам да кажам дека ако сакаме да знаеме колку е здраво едно општество, треба најдобар индикатор е колку тоа општество се грижи за здравјето на жената. Тоа е реалната слика кога сакаме да знаеме и да одговориме на прашањето кое што ти како воведно ми го постави. Можам да кажам дека жените се срцето на семејството, а со тоа и столб на едно општество, столб на еден систем, но парадоксално е дека секогаш ние жените, вклучувајќи ми мене, секогаш се грижиме повеќе за другите, а за нас оставаме последни да отидеме на лекар, да кажеме дека нешто не боли, дека имаме некој проблем. Затоа мојата визија како некој што долго години работи на оваа проблематика е дека е јасна и да речам модерна, дека здравствениот систем од 21. век не треба да ги чека жените да дојдат во системот, туку системот треба да ги пронајде и да ги повикува на превенција. Тоа е она што е моje мислење, моја визија и за она што долго години работам за подобрување и напредување на здравјето. Кога збориме за здравствениот систем во Македонија, можам да кажам дека женското здравје не е само медицинска тема. Тоа е и општествена тема, тоа е и развојна тема. Значи, сеопфатен пристап кога зборуваме за здравје. Во Македонија имаме политики, имаме и програми. Здравствени политики кога збориме за женско здравје. Имаме национални програми, скрининзи за рак на грлна матка, рак на дојка, превенција од рак на дојка, превенција од колоректален карцином, но ако ги погледнеме резултатите и ако
ги споредиме со оние европски светски рамки, ќе видиме дека имаме простор за подобрување. Затоа што Европа кажува дека 60 до 70% од жените редовно учествуваат во скрининг програми, додека овој процент кај нас е многу помал. Тоа значи дека кога зборуваме за скрининзи, дел од болестите ги фаќаме во подоцнична фаза, не во рана детекција, кога го продолжуваме животот и кога лекувањето е полесно и кога го продолжуваме животот многу полесно. Затоа, во исто време мораме да зборуваме не само за овие скрининзи кои што ги нарекуваме скрининзи за женски болести, мораме да зборуваме и за други ризици. А тоа се во Европа на прво место за смртност или за ризик фактор од водечка причина за смрт кај жените се кардиоваскуларните заболувања, кои што не често ги спомнуваме во контекст на превенција на женско здравје. И во Европа и кај нас, значи, тоа е водечка причина за смрт. Затоа женското здравје не треба само да се сведува на гинекологија и на мамографија. Да. Или да одиме на колоноскопија. Тоа е комбинација на превенција, комбинација на животен стил, на физичка активност, на ментално здравје, на социјални услови, на сето она што не обкружува. Затоа здравјето на жените во едно општество треба да биде центар на систем, на надоградба на систем, на здравствен систем кој што треба да го унапредуваме. Треба да ја гледаме жената, односно потенцијалната пациентка во центарот на вниманието. И можам слободно да кажам дека кога инвестираме во женско здравје, инвестираме во иднината на едно општество, во иднина на едно семејство, во иднината на нашата земја. Так. Веќе неколку пати ја спомнавме превенцијата и мислам дека тоа е еден од клучните и најраспространетите зборови кои што се користат во јавниот дискурс. Јавноста чисто може да слушне и од здравствени експерти колку е важна самата превенција. Меѓутоа чисто велиме дека државата понекогаш не обрнува толку многу внимание на превенцијата и сега кога зборуваме за држава, мислиме дека тоа е некој апстрактен субјект каде што некоја непознаница, некоја непозната именка, непознат чинител носи некакви одлуки во име на граѓаните, меѓутоа кои се тие луѓе кои што се надлежни да донесат одлуки и да креираат политики кои што се во насока на подигање на свеста за важноста на превенцијата, каде треба да ја бараме одговорноста. Затоа кога веќе почнавме да говориме за скрининг и за превентивните прегледи, знам дека Фондот за здравство заедно со инспекторатот направија еден увид кај матичните гинеколози, таму установија дека се прекршувал некој договор помеѓу Фондот за здравство и поголем дел од матичните гинеколози. И тука имаме такви секојдневни случаи помеѓу жените како пациенти и здравствените институции, дел од здравствените институции. Меѓутоа, што во тој случај треба да направиме се со цел да кажам, да земеме полза од таа превенција? Прво, морам да кажам дека имаме политичка волја, имаме добра база со кој што можеме да работиме на напредување на превенцијата и тоа е еден убав знак во однос како државен советник и како некој што работи долго време во државна институција. Ке повторам, превенцијата секогаш е најдобра инвестиција и тоа го зборувам и тоа го пласирам на секој нов министер кога ќе дојде. Не секогаш превенцијата е атрактивна за политичарите затоа што резултатите се после 10 години, но моментумов е сега да го искористиме таа политичка волја. Светските анализи покажуваат дека секое вложено евро во превенцијата го скратува, заштедува неколку пати во делот на лекување и во делот на лекови за онколошки заболувања и друг третман при рана детекција на овие заболувања. Збориме, ќе почнем со Европа, ќе се вратам и на нас, и на Македонија како земја која што ги поставува систем и поставува рамки да оваа превенција ја дигне високо на агендата на владата. Благодарение на скрининг програмите во Европа, 20 до 30% се намалени последиците од смртност со вклучување на скрининг програми. Значи, тука зборувам и за рак на грло на матка, и за рак на дојка, и за превенција од други
кардиоваскуларни заболувања. Сакам да кажам дека ние треба да се стремиме како држава која што сака да биде во Европската Унија да има проактивен здравствен систем. Тоа што значи? Да одиме кон модерни здравствени системи, кон превенција, во кој што жената ќе биде пронајдена од системот, ќе биде најдена, ќе има еднаков пристап кон здравствена заштита, системот ќе биде фокусиран да ги превенира, а жената не само да оди на доктор кога нешто ја боле, туку да оди за да се го провери својот здравствен статус и да види дали незиниот начин на живот, незиниот стил на живот, незината физичка активност, незината балансирана исхрана придонела да таа превенира некоја кардиоваскуларно заболување, некое друго незаразно заболување. Мојата визија, ќе кажам и визијата на професионалците како мене е да секоја од нас жена добие порака. Не само за да оди на пап тест, не само да оди на на скрининг за колоректален карцином, туку често незиниот матичен доктор да ја повикува да направи редовна крвна слика, па да ја следи, да види дали се добри параметрите, како е незиниот body mass индекс и така натаму. Сите тие работи се дури и незината ментално здравје кој што малку го ставаме настрана, но сепак е еден важен сегмент, посебно на жените кои што се мајки, нови мајки, кои што се жените кои што влегуваат во менопауза и жените кои што се соочуваат со некои промени во физичкиот изглед, кога станува збор за природни промени во делот на старење и созревање. Здравствениот систем во 21 век не треба само да лекува болест, тој треба да биде системски и да го спречува. Ова е едно мое видување, но секако нешто конкретно што сакам и што го спомнувам повеќе пати. Ние како Министерство за здравство сме креатори на политики, но не треба да бидеме и имплементатори на истите. Тоа е една од забелешките кои што се пројавува во извештаите од Европска Унија, како и од последниот извештај од Државниот завод за ревизија, кој што ги дава точно толку оние работи на кои што треба да работиме за подобрување на скринингот. Скрининг програмите треба да бидат буџетирани од буџетот на Македонија, но сепак треба да бидат имплементирани од оние кои што се компетентни и оние кои што се согласно закон имплементатори. А тоа се Институтот за јавно здравје, институтите за епидемиологија, институтите за социјална медицина и така натаму, каде што секаде во Европа е така. Една Словенија, една Холандија, една Данска и други, и да не зборувам за Америка. Значи, Министерство за здравство треба да ја задржи да ја задржи функцијата на креирање на политики. Ние сме тие кои што ќе кажеме да, ново општество и нова жена и треба скрининг и треба да креираме програми кои што ќе се доближат до жената. Не сме тие кои што треба да ја имплементираат оваа политика. Секако ова морам да го споменам дека при креирањето на политики во современиот живење и современите трендови е дигитализацијата. Живеам за моментот кога, еве вака пластично да го кажам, една година не бев во Македонија, кога влегував во Македонија, сакав и кога веќе го менувам начинот на мрежа и кога доаѓам на македонска мрежа на телефонот, би сакала веднаш да добијам порака од Управата за електронско здравство, од мој термин популарно, дека Сања, ти не си била една година во државата и треба да одиш веднаш кај својот матичен доктор да направиш папсмер, треба да отидеш заради возрастната група, да направиш колоноскопија и 2 години не си направила мамографија, твојот ред доаѓа. Тоа е всушност грижата на државата за жената. Системот да ја пронајде, во случајот мене, Сања, дека не била една година, но системот се грижи и ја знае, таа е присутна во системот и ја наоѓа и овозможува и дава храброст и ја поттикнува да се јави на превентивен преглед. Тоа е она што се надевам дека во мојот животен век ќе го доживеам,
а секако и го споделувам со моите соработници, со мојот тим, кој што претежно се и IT специјалисти кои што ја разбираат мојата потреба како јавно здравствен експерт и нивниот момент на решение на потребата која што ние ја кажуваме како јавно здравствени експерти. Јас целосно се согласувам со тебе со ова што го кажа, затоа што постојано во моите медиумски јавни настапи говорам за тоа дека жената е посебен пациент, посебен тип на пациент во медицината, во здравството и како такава треба да се гледа. Јас сега малку полаички ќе говорам, понародно, можеби гледачите ќе ме разберат, например, жената поминува, јас споменав низ бременост, па поминува низ лактација, па тој процес на телото, нели, и ментално и психофизички, жената дури да закрепне и да се врати во некоја можеби стара фаза, односно некоја нормализација на незините хормони, навистина поминува низ некои предизвикувачки и транзиторни моменти и незиното ментално здраве и незиното физичко здраве во тие моменти се многу кревки. Размислувам од позиција на тоа, например, јас живеам во Сопиште. Размислувам на тоа дека, например, во Сопиште нема матичен гинеколог и јас за да дојдам до мојот матичен гинеколог, мене ми треба многу логистика, во смисла ми треба превоз, ми треба време да се подготвам или да земам можеби слободен ден од работа за да стигнам да ги направам сите тие превентивни прегледи кои што секоја жена треба да ги прави. Па размислувам на жени кои што живеат во руралните средини, како тие впрочем имаат пристап и колку имаат можности сето тоа да го остваруваат, да се повикуваат од страна на здравствените експерти и на медицинските лица почесто нели да посетуваат лекари да одат на превентивни прегледи, меѓутоа едноставно некогаш можеби немаат ресурси да го прават тоа и немаат добар пристап до здравството. Што во тие случаи кога пациентот не е само жена, туку е жена од рурална средина? Многу убаво прашање и токму затоа сме тука да ја подигнеме свеста и на политичарите да размислуваат во таа насока. Не велам дека не размислуваме, еве јас и од оваа страна. Клучен момент е на модерни здравствени системи е да има еднаков пристап до здравствена услуга, универзален пристап до здравствена услуга и тоа е право на секоја жена, на секој човек. Мораме стандардот кој што го има Европска унија кој што е 90% од жените да имаат пристап до гинеколошка услуга, тоа треба да го пресликаме и реплицираме и кај нас. Во Македонија се уште постоја за жал средини кај што немаме матичен гинеколог, но тоа не значи дека треба да продуцираме многу лекари, но треба да ја доближиме услугата. Како да ја доближиме? Во еден период имавме како мерка Министерството за здравство финансираше гинеколози, нивната специјализација беше платена од страна на државата и тие беа токму насочени да после специјализацијата отворат своји гинеколошки ординации, таква е во Шуторизари, во Палчиште и во Слупчане, каде што добивме системско решение за гинеколог. Не е лесно да помине низ сите тие фази, значи тој треба да специјализира, тој е долгогодишна специјализација, но сепак не остануваме неми на потребите на жените. Тука се мобилните гинеколошки амбуланти кои што ги менаџира клиниката за гинекологија и акушерство. Тука сакаме со новиот закон за евиденции да ги вклучиме и телемедицината и сите оние работи кои што ги носи трендот во Европа и во светот, дигиталните здравствени системи, како тоа полесно да дојдеме да доближиме услугата на жената и се сложувам, здравствената услуга не треба да зависи од поштенскиот број на жената, туку треба да имаат еднаков пристап и да не зависи од местото на живење на таа жена. Така што, без разлика каде што живее, треба да има еднаков можност за превенција и токму затоа ние зборуваме на оваа тема, зборуваме да ја подигнеме свеста, да подигнеме момент на секоја жена да биде гласна и таа што е гласна да го отвори и таа што има простор да го отвори патот на друга жена да биде полесен. Затоа и всушност прифаќам секогаш да гостувам на вакви емисии, затоа што искрено мислам дека ако мене ми се пружи можност, можам да го улеснам патот на жената која што доаѓа после мене, на мојата внука, на керките, на пријателките, на сите оние кои што
немаат можност да го кажат својот глас. Кога веќе зборуваме за жената како пациент, го спомнавме и го начнавме и моментот на менталното здравје. Се согласивме дека навистина менталното здравје е табу денеска. Јас многу често во мојата емисија викам и психолози и психијатри се со цел да им објасниме на луѓето дека воопшто не е греф и воопшто не е грешка да се оди на психолог, на сеанси, на психијатар, да се оди на редовни прегледи, затоа што тоа е дел од нашата потреба, нашето битие, понекогаш има потреба со некој чисто да разговара или да ги приме вистинските совети. На крајот од краевите е многу подобро да одиме на психолог отколку да одиме на гатачка, бајачка или некои разноверија кај што се злоупотребувани или добрата човечка волја и вербата. Меѓутоа, жената, навистина, кога веќе спомнавме бременост, доење, поминуваме низ многу процеси, хормоните ни се менуваат и тоа се влијае на нашата ментална состојба. Што правиме со менталното здравје и жената? И мислам дека и во доменот на менталното здравје жената треба да се гледа како посебен субјект, затоа што незината психофизичка транзиција е понекогаш многу поголема отколку кај мажите, затоа што ендокринолошкиот систем кај нас од друга страна исто така е многу подинамичен отколку кај мажите кои што имаат константен хормони и нивното расположение е секогаш исто. Барем тоа е мојот впечаток, еве вака шеговито да го пренесам. Ментално здравје е дел од целокупното здравје, но се сложувам е табу и ние жените, ако имаме мака, ќе одиме на психолог или на психијатар, инаку не дај Боже, тоа било стварно табу и денеска, но еве како мајка која што се остварила како мајка и дефинитивно сум имала кризи постпартална депресија или постпартални ситуации кои што не сум можела да ги објаснувам, но во тој период обкружена од жени, мајки, свекрви, баби, тетки, еден совет ми беше: те молам, биди ти смирена, затоа што нема да имаш млеко. Они се не се уки во делот на психологија или психијатрија, но тоа било совети кои што си ги давале меѓу себе и се бодреле. Но тука сметам дека не треба на тоа да остане. Значи, жената пред тоа треба да ја дадеме импулс и да дадеме знаење и едукација што ја очекува во време на бременост, во време после бременоста и како таа да постапува. Значи, да биде релаксирана, не да биде дека тоа е нешто ново и не знае како да се снајде во ситуацијата. Верувајте, истото ми се случувало и мене. Викам, леле, станав мајка, мислам дека ништо не знам. Навистина сме имале во тој период една стигма, нешто што не ни било својствено да побараме. Но мислам дека не е така сега и дека се појавуваат еден мултисекторски пристап во кој што работат на унапредување на конекцијата и комуникацијата помеѓу матичниот гинеколог, педијатрите, матичните доктори и психијатрите. Бев во една група, затоа и го кажувам, во кој што токму еден матичен гинеколог рече: токму поради тоа упатство и тоа што го изработувавме тогаш како мултисекторски документ, ми помогна веднаш да го препознаам состојбата на жената и дадам совет да оди да се јави на клиниката за психијатрија, во центрите за ментално здравје и така натаму, и вика: верувајте дека и помогнав на таа жена, а јас се осетив многу, како гинеколог, се осетив исполнето, затоа што не е само да го лечам гинеколошкиот проблем на жената, туку има целокупното здравје, треба да се скринира и да биде во добра состојба, односно да и се помогне на жената. Не е само фрагментиран дел да гледаш, а да го занемариш оној дел како што зборуваме за менталното здравје, кој што според мене треба да биде дел од превентивните цели, дел од превентивните активности со кои што би се скринирало целокупното здравје на една жена, затоа што тоа е неразделив дел. Психолошкиот момент, физичкото здравје, менталниот дел, менталниот склоп, менталното здравје, сето тоа прави една целина да жената биде на крајот од денот среќна, задоволна, а со тоа и корисна во семејството, столб на едно семејство, корисна во едно општество.
Како жена ги разбираш проблемите на жените и предизвиците пред се на жените и многу често и радо говориш за се со цел да им дадеш правилни насоки и совети на жените кои што се поврзани со здравјето. Ти благодарам за тоа. Имаш и голема експертиза за себе и постојано се усовршуваш баш на теми кои што се врзани со женското здравје. Еве како за крај, за еден финиш, која порака би ја пренеле сега на гледачките и на гледачите, на што е важно да обрнат внимание кога е сопственото здравје во прашање, затоа што мене ќе ми остане во умо на реченица што ја кажа: жената секогаш од алтруизам ги става тугите потреби на претходно место, ќе го однесе ако треба сопственото дете и 10 пати на лекар, меѓутоа дури да дојде ред на неа, веќе можеби и да стане касно. Ајде некоја еве од тебе да слушнеме некој упатство и некој совет на што да обрнеме внимание понатаму во животот. Прво сакам да ги разбудам жените дека грижата за сопственото здравје не е луксус. Тоа е само моќ да бидам здрава и да можам да помогнам. Тоа е вродено во нас да помагаме како жени, да помагаме во семејството, да ги држиме конците во своји раце. Но сакам да им дадам еден совет дека превенцијата не значи само симптоми. Да се јавиме на доктор и на лекар и на матичен гинеколог кога немаме симптоми. Затоа што сакам да создадеме систем во кој што ќе се радуваме кога една жена е здрава и кога една жена успела да имаме рана детекција на некој заболување и да биде оздравена. Значи, живеам за тој момент да се радуваме, а не да се радуваме на отварање на нови болници, да не се радуваме на отварање на нова апаратура. Да, во ред е тоа, но здравјето на жената треба да биде пред болницата. Да зборуваме за балансирана исхрана, да зборуваме за физичка активност, да зборуваме за убави разговори, каде што ќе си бидеме поддршка едни на други, каде што ќе си бидеме сојузнички во борбата за да успееме во нашите цели, во нашиот придонес за општеството, затоа што женската енергија му треба ново општество за да се обликува, да биде поемпатична и да направи еден исчекор во целокупната борба со машкиот свет и со машката енергија. Затоа како една жена кога една жена се грижи за своето здравје, таа не се грижи само за себе. Тоа е еден мотив кој што треба секоја жена да го има. Таа го штити здравјето на своето семејство, а со тоа и на целото општество. Тоа е она што сакам да го кажам за жените и за како жена за жена, значи. Да, ти благодарам навистина многу поентирачки. На крајот мислам дека со овој заклучок поентиравме дека кога жената се грижи за сопственото здравје, во сушност се грижи за своето семејство. И тоа е, мислам дека најубавата, она е круната, алтруизмот е круната на женското битие. Јас секогаш тоа го велам и благодарение на женскиот алтруизам и женската солидарност и потребата да се биде емпатичен, во суштина и се прават баланси во односите и на работното место и секаде, и треба да се потенцира повеќе на тие убави страни што ги има женската енергија и женското битие. Јас ти благодарам за овој прекрасен разговор. Јас уживав и верувам дека оваа убава енергија и продуктивна успеавме да ја пренесеме и на нашите гледачи и те очекувам повторно да те угостам во некоја следна прилика. Ти благодарам, ми беше чест и задоволство. Во денешната емисија Мој збор говоревме за жената и за женското здравје и колку тоа е диверзитетно, на што се мислиме кога ја употребуваме реченицата, односно кованицата женско здравје, дека тоа не се практично само гинеколошки теми или кога се говори за скрининг за канцер на дојка, туку женското здравје е многу поразновидно, тука се вклучува и менталното здравје и пристапот до институциите кои што се грижат со менталното и психолошкото здравје кај жената, особено затоа што ендокринолошкиот систем кај жената е многу поизложен на динамики и транзиција отколку кај мажот, па за сето ова здравствените институции мора многу повеќе да ги прилагодуваат своите политики се со цел жената да биде третирана во поглед на
здравствениот пристап до услугите, медицинските услуги на еден поприоритетен начин, барем кога се овие теми во прашање. Вие следавте днешната емисија Мој збор и разговорот со доцент доктор Сања Саздовска, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.